Добар ден, криптоентузијасти, денес имаме интересно видео, како што знаете и сами, ветено вчера, добиено денес, се извинувам малку поради приватни обврски, не успеавме да го стигнеме ова видео на време, но како и да е, значи еден ден подоцна видеото е веќе припремено и достапно за вас на нашиот канал. Станува збор за Flux, тоа е уште еден од оние коини кои што ги обработуваме во нашата Altcoin недела, со тоа што ова е практично вториот коин кој што го обработуваме после GNO Gnosis, кој што веќе беше обработен во текот на почетокот на неделата, а очекувате дека во текот на утрешниот ден ќе биде обработен и коинот Supra, со тоа што со оглед на фактот дека касниме еден ден, Arkham ќе треба да биде обработен во понеделник. За сабота останува и понатаму апдейт на состојбата за глобални тарифи, нормално ова е макроекономија и крипто, каде што заедно со Гоцек имаме лайвстрим негде во вечерните часови, дополнително ќе го објавиме терминот нормално, а во недела останува лабав лайвстрим, знаете и сами веќе спомнавме, тоа е оној пиен лайвстрим кој што го разговараме долго време, значи секој со свој пијалак, свој мезе и се гледаме во недела на роденденскиот лайвстрим, каде што ќе разговараме, ќе пробаме да разговараме за теми надвор од секојдневната проблематика, така да еден ден да се олабавиме сите заедно. Така да ве чекаме сите во недела на роденденскиот лайвстрим и не заборавајте ќе имаме доделување на 2 годишни членства во нашата Patreon заедница. Сега, како го правиме околу алткоините, знаете и сами, значи станува збор за посебен настан кој што го правиме отприлика еднаш месечно, иако малку доциме со истиот, затоа што имавме премногу работа во однос на стандардната програма на самиот канал. Значи станува збор за алткоин недела во која што ги избираме алткоините според ваш предлог, значи најчесто ќе најдете ваков тип на постер, на пост на нашата Facebook страна, каде што нормално треба да ги дадете вашите предлози и од овие предлози кои што ќе ги дадете, нормално потоа ние избираме 4 најдобри, а истите ќе бидат практично ставени во блок во кој што вие повторно ќе изберете по кој редослед ќе бидат обработени. Така да се обидуваме што можеме повеќе и што можеме подобро да обработиме алткоини на македонски јазик, а како го правиме, значи ова како целина на нашиот канал, значи ова е нашиот канал, ова е плейлистата каде што може да ги најдете сите коини и токени кои што досега сме го обработиле, тоа е анализа на коини и токени. Во истата може да најдете повеќе од 90 коини кои што се обработени на македонски јазик и секој нормално од овие коини и токени е обработен по обработка на 6 групи на прашања, кои што опфаќаат се што треба да знаеме за овој коин, односно токен, од неговата апликација, преку токеномија, преку нормално техничка анализа, фундаментална анализа, се што треба да знаеме за еден проект. Иако некои од овие видеа се малку постари, тоа не го менува фактот дека во основа ова е направено како да дотека за македонскиот народ да може да се запознае со овие проекти, а нормално истата анализа понатаму и да ја надгради за себе си, пред да одлучи потенцијално дали ќе инвестира во овие проекти или не. Така да ова е само основа која што треба да ви даде идеја за каков тип на проект станува збор. Сега, нормално, ако сакате да ги погледнете, овдека ги имате сите видеа, така да ако има некој проект кој што интересира, најголемите проекти дефинитивно веќе се обработени на нашиот канал, како што може да видите, значи имаме една од најголемите датотеки со обработка на коини, плюс сето ова е на македонски јазик. Исто така да не заборавиме, значи некои битни работи кои што се поврзани со нашиот канал. Прво, на 17 и 18 мај, тоа е точно за еден месец од денеска па во иднина, ќе имаме втора македонска криптоконференција во Велес, организирана од нашиот канал и Криптофил, како да речем заедничка организација, каде што ќе имаме 6 говорници. Редоследот на говорите е веќе определен, само треба да седнеме да го направиме постерот, кој што ќе го добиете наскоро. Најдовме потенцијално и објект за доколку имаме, да речем, непогоди во однос на време, временските непогоди, би рекол дожд и така нешто. Така да за ова веќе имаме обезбедено простор, но уште ќе напоменам, тоа е една од работите кои што ве замоливме, значи се е бесплатно. Овие 6 говорници доаѓаат бесплатно да говорат за вас, ние организираме се бесплатно за вас, се што бараме од вас е да го пријавите вашето присуство. Односно, на нашата Facebook страна, CryptoGamidžија, се што бараме од вас е на врвот, значи ќе го најдете овдека во фичерт, настанот, се што треба е да го пријавите вашето присуство. Овдека ќе имате копче на кое што ќе ве праша дали сакате, дали сте заинтересирани или дали ќе дојдете.
Зошто го велиме ова? Затоа што имаме пријавено само 77. Ние очекуваме многу гости, значи ние очекуваме повеќе од 500 гости минимум. Значи, кога имавме на предавањето во Велес повеќе од 450 гости, можам да замислам колку ќе имаме на криптоконференција која што ќе се одржи 2 дена со 6 говорници, така да пак ќе напоменам, значи се што барем овде се да го пријавите вашето присуство со цел да можеме да најдеме соодветен објект ако ово е премногу мал за потенцијално доколку имаме дош на овие 2 дена. Исто така во нашето патување во Македонија во тој период, значи на 15 мај ќе го снимиме и вториот подкаст со Редкаст, тоа е нашиот другарски канал, каде што ќе разговараме за геополитичката и макроекономската позиција на Македонија. Така да ќе биде конкретна тема, верувам да ќе биде доста интересна, со Чиз и Кирил ќе биде, верувам, ќе биде ватрено, така да се гледаме во истата. И дополнително се тоа е организирано од страна на нашата Patreon заедница, односно Patreon заедницата да представува на некој начин финансискиот мотор позади се тоа што го правиме. Значи со ваше зачленување во истата со некоја минимална членарина, нормално можете да пробате 7 дена бесплатно, а со минимална членарина ни помагате да можеме се тоа да го обезбедиме за македонците ширум светот. Односно самата криптоконференција, како и претходно настапот во Велес и се понатаму ќе биде финансирано директно од оваа апликација. А вие добивате пристап до нашите чатови, каде што, значи, како да ви кажам, постојано најголемиот дел од нашите членови учествуваат во добавување информации и едукација за најразлични теми, како што може да видите. Дополнително имате пристап, односно пораки директно до мене, кој што ги одговарам еднаш дневно. Овдека е и нормално каналот за майнинг и фарминг, кој што моментално највеќе е, да речем, работен од Криптофил, со неговите материјали, понатаму нормално ќе добиете и од нас кога ќе стигнеме да работиме и майнинг. И да не забораваме, еднаш месечно имате лайвстрим на нормално тоа е на Microsoft Teams, каде што разговараме директно со нашата заедница. И сите материјали кои што ќе ги снимиме како ова видео денес, значи уште утринските часови беше достапно за нашата Patreon заедница на главната страна, додека за разлика од тоа останатите, значи членови на нашата заедница кои што не се дел од Patreon ги гледаат овие видеа на YouTube каналот, кога истите ќе бидат објавени во популарните часови. Така да ова е апликацијата, овдека можете директно да ги гледате сите наши материјали. Сега, исто така уште ќе напоменам, значи освен тоа што можете да се приклучите, значи или со скенирање на кодот, или пак можете да ги најдете линковите до Patreon заедницата во дескрипцијата на секој од нашите видеа, еве овде линкот. Дополнително, значи за сите оние кои што имаат проблем со уплаќањето, повторно се јавија некои проблеми, значи едноставно банките во Македонија поради некоја причина не дозволуваат да платите на Patreon, значи не знам зошто, стандарден начин на користење на кредитна картичка е, но доколку имате ваков проблем, ќе ве замолам слободно, значи следете ги инструкциите на овој слайд, на оваа слика, значи се што треба да направите е да, ако сакате да се члените на Patreon, тоа може да го направите и на годишно ниво, со одветен попус, каде што буквално можете да ни платите во било која од овие или други, да речем, валути кои што вас ви одговараат. Овие веќе се запоставени со QR код и потоа пратете ни принт скрин од уплатата на cryptogamije@gmail.com и нормално ние ќе ви испратиме линк за годишно членство на Patreon. Исто така овдека и онлайн кооперацијата, значи официјално можеме да потврдиме дека првите 2 пратки од нашата, да речем, онлайн продавница за рекламни материјали, тоа беа блузонот и нормално ова маичка на кратки ракави, беа испратени до сите оние кои што ги имаат нарачано. Така да очекувајте повик од вашиот куриер, односно оние кои што, да речем, сега ќе видиме каков тип на пошта ќе ги пратиме до вас, значи ќе ве контактираат за да можат да ви ги достават најкасно до ова, да речем, почетокот следната недела. Така да тоа е од наша страна завршено, очекувајте наскоро да ќе имаме нешто повторно интересно. Уште еднаш не сме направиле, не сме објавиле ништо, највеќе заради тоа што пазарот моментално не е баш во состојба за ние да продаваме рекламни материјали. Затоа и само сакам да напоменам дека ова е пратено првата, а очекуваме втората да биде наскоро организирана. Зборувам вториот, да речем, тип на материјали кои што ќе може да ги нарачате. Дополнително ќе има гласање за, да речем, неколку 2 или 3 модели од кои што вие ќе одберете кој е најдобар и кој ќе го ставиме во, така речено, производство за да можете да го нарачате. Во дескрипција на секој од нашите видеа може да ги најдете линкот на нашата Patreon заедница, линк до криптогамиџија кооперацијата која што ви ја покажавме. Ова е нашата добротворна програма
знаете и сами, значи истата беше искористена во последната инстанца за да помогнеме на жртвите од пожарот во Кочани и мала помош на Александар Нанов кој што ја представува Македонија во Словенија на професионален бокс меч. Ова се нашите социјални мрежи како и нашите резервни канали, каде што Dailymotion е најновиот канал кој што го додадовме на оваа листа и моментално од почеток целата напреден курс за фундаментална и техничка анализа плейлиста се објавува едно по едно видео на овој канал. Со цел оние кои што се малку поназад да можат да го да речем достигнат така речено во оваа ситуација нашиот нивото на кое што се да речем другите членови од нашата заедница во однос на едукација. Сега откако го завршивме се тоа можеме да почнеме со денешното видео. Како што ти кажавме, значи ова е вториот од 4 коини кои што се во оваа алткоин недела, кои што ќе ги обработиме. Објаснивме значи како изгледа генерално обработката и како ги избираме проектите, а како ги обработуваме преку одговарање на овие 6 групи на прашања кои што ги гледате од десната страна. Идејата е практично да ги покриеме сите битни информации кои што треба да ги знае еден македонец за овој проект. Со тоа што пак ќе напоменам, значи ова е на некој начин анализа која што е створена од нас, сето оно што ние сме сметале дека е битно и сме го преточиле во овие 6 групи на прашања. Нормално ако вие мислите дека нешто дополнително треба да истражите, тоа треба да го направите на сопствена рака. Дополнително би ве замолил доколку најдете нешто што потенцијално ние не сме го внеле овде, да ни помогнете со тоа што ќе оставите коментар нормално во дескрипција ако најдете нешто што ние не сме го нашле. Сега, првата работа, како и секогаш за секој од нашите проекти до сега, е да утврдиме каков тип на проект е, односно која е неговата апликација и практична примена. Првите две прашања кои што ги одговараме е дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои можат да го заменат. Значи, во однос на тоа што представува Flux, Flux представува, значи, ова е практично блокчейн кој што има свој блокчейн, тоа е Flux блокчейнот, и дополнително истиот главната негова примена е онлайн computing power. Се разбираме. Значи истиот има on-chain или cloud сервис за computing power кој што го обезбедува луѓето кои што учествуваат во блокчейн мрежата, односно блокчейн нодовите. Сега, чисто за старт, значи како изгледа, моментално можеме да видиме дека станува збор за конкурент на клауд, да речем, услугите, како што е Google Cloud, Amazon Cloud и така натаму, со тоа што каква е идејата овде. Значи, погледнете, овдека ние дури има на самиот почеток, на основната страна на Flux, има ставено како ценовник, за да видите колку би ве коштало моментално да користите децентрализирана услуга за компјутирачка моќ и меморија, како што е Flux, наспроти колку би ве коштало, значи ова е така речено 8 гига во оваа ситуација, нели, станува збор за RAM и 100 гига за меморија, односно за хард диск. Со тоа што ова е со, нели, колку кор има практично во оваа ситуација оно што го користите од Cloud Service, значи колку би ве коштало на Flux, Google Cloud, Amazon и Azure, колку би ве коштало за 4 и за 8 кор. Значи идејата е дека, значи нели ова е RAM и storage. Идејата е дека во целата оваа ситуација Flux се обидува да го направи она што го прават централизираните, да речем, cloud услуги. Наспроти тоа, нормално овдека станува збор за децентрализирана опција, каде што вие практично ја поземувате оваа компјутирачка моќ од секојдневни лица кои што се уклучени на оваа мрежа. Така. Сега ова е чисто конкретно видите како оприлика изгледа, ова се оприлика каде се има нодови, затоа малку подоста. Значи тоа е оприлика идејата што представува Flux. Така. Сега нормално дали има конкуренција, сега ќе разговараме малку повеќе околу тоа. Значи во однос на традиционалните, да речем, финанси или традиционалните технолошки компании, гледате и сами дека секоја компанија која што има свој клауд сервис представува конкуренција на Flux. Пак ќе кажам, она што се обидува Flux да го обезбеди е ефтина цена. Значи многу по-малку би ве коштало да ги користите овие децентрализирани услуги на блокчейн проект за разлика од централизираните. Дали ова така не би можел да знам, затоа што јас искрено не користам ваков тип на услуги онлайн, да бидам реален,
Но оние кои што потенцијално го прават тоа, би ги замолил да ни потврдат дали ова навистина така. Значи сега да не бараме ние на сите овие услуги, нели, па ти кажем, ако некој од вас има потреба, ќе разговараме зашто се може да се користи неговата компјутерачка моќ. Значи само би ве замолил доколку имате повеќе сознанија да ни потврдите дали ова прилика е така кога станува збор за централизираните cloud service провайдери. Сега, во однос на криптосекторот, во однос на компјутерачка моќ нема многу компании кои што можат да му се спротистават, тоа ќе поразговараме малку подоцна. Првата работа која што треба да спомнеме е неговата смарт контракт компатабилити. Значи истиот има смарт контракт компатабилност и се наоѓа во смарт контракт платформи. Така, значи само да ги наредиме според market cap. Добро, зашто ми е дава зета кеш, не можам да разберам. Добро, смарт контракт, само секунда да наредиме категоријата, не знам зашто ми е измеша овдека. Значи, кога станува збор за смарт контракт, нормално имаме огромна конкуренција, знаете и сами. Тука се најголемите како Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana и така натаму, дури и Bitcoin веќе има свој така речен екосистем. Така да проблемот е што маркет капот на Flux е премногу мал. Значи, погледнете каде само се наоѓа долу, дури не е ни на првата страна, затоа што има само 84 милиони маркет кап, погледнете. Значи, буквално се наоѓа на втората страна на... затоа, добро, сега разбирам. Се наоѓа на втората страна на CoinGecko во однос на маркет кап според смарт контракт компатибилни блокчейни. Еве каде се наоѓа, овдека е негде, околу 83.4 имаше, еве го Flux, значи погледнете. Станува збор за екстремно мал по маркет кап коин, кој што реално ние не би го обработувале, да немаше историја во која што покажа дека може да биде многу голем. Истиот во претходниот bull маркет достигна неверојатни 700 милиони, да. Да покажеме, значи во претходниот bull маркет имаше 700 милиони максимален маркет кап и голема цена од околу $3. За жал тоа моментално не е така, дури има и ново дно за кое што ќе поразговараме малку подоцна. Во исто време да не забораваме дека самиот Flux сега во однос на конкуренцијата и блокчейнот, мора да спомнеме, представува Proof of Work. Значи неговиот основен консензус е Proof of Work. Со тоа што како Proof of Work повторно станува збор за еден од помалите, како што може видите и сами проекти, погледнете, истиот се наоѓа на, како ќе дојде дека некој 20-то место, да бидеме реални, е доста ниско на оваа, да речам, листа, и дополнително како Deepin, каде што на вистина и припаѓа, затоа што ваков тип на децентрализирана физичка инфраструктура, каде што и се припаѓа, моментално можеме да видиме дека се наоѓа малку во подобра позиција, значи е доста, да речем, погоре за разлика од претходните две категории во однос на маркет кап, иако и овдека не е баш на завидно место, 83, но има доста проекти, сега искрено не сум запознаен со поголемиот дел од нив, кои што потенцијално имаат ваков тип на услуга. Знаете, сами единствениот кој што дефинитивно знаеме дека тоа го нуди е Render. Овдека морам да го спомнам нормално и ICP, кој што има сличен контекст на работа, би рекол, каде што нели ја прави истата работа, станува збор за провайди, значи ваков тип на услуги, односно компјутерачка моќ. Сега, во однос на тип на блокчейн, како што кажавме, значи ова е така речено Proof of Work, спаѓа во, како што кажавме, децентрализирана физичка инфраструктура, затоа што неговата Proof of Work мрежа се користи за да, така речено, на оние кои што им е потребно, им даде услуга компјутерачка моќ. Сега, во овој артикал оприлика доста добро е сумирано се што треба да знаете за однос на Flux. Некои интересни работи кои што мора да се напоменат е дека истиот има доста интересен начин на кој што ги користи моментално нодовите за децентрализирана компјутерачка моќ. Тоа ќе го објасниме во следниот дел. Со тоа што во овој артикал, како што можам да видам, е погрешно. Значи, зборува дека има и Proof of Stake и Proof of Useful Work, за разлика од тоа, според тоа што успеав ја да го видам, станува збор само за Proof of Work блокчейн. Овие два ги нема, дополнително според тоа што нема ни стейкинг, а ова, кога станува збор за Useful Work, практично представува доказ за работа која што е, така речено, нешто што во реалниот свет решило некаков проблем или пак направило некаква реална услуга. Значи, тоа е Proof of Useful Work, но во оваа ситуација
не гледам тоа каде е применето на Flux, гледам дека станува збор за исклучиво Proof of Work, каде што нодовите сами по себе и обезбедуваат процесирачка моќ. Сега, тоа е оно што го зборуваме, значи како се користи ова, да речам, процесирачка моќ, зашто? Значи се користи за развивање на апликации и на, сега ќе видиме, таму има доста интересни работи, ќе покажам на нивната страна, односно истата може да биде користена за обезбедување на мрежата. Тоа е практично класичен Proof of Work нод, каде што нели ги решавате оние загадки на Proof of Work за да може да добиете одредена награда која што ја обезбедува секој запишан блок од ваша страна. И сега одека повторно запишано Staking Flux, но јас нигде не успеав да најдам Staking Flux, освен на централизирани менувачници. Дополнително самиот Flux екосистем веќе е, да речам, надграден на неколку различни нивоа, би рекол. Со тоа што Flux OS представува Layer 2, значи Layer 2 направен со цел да апликациите можете да играите директно на овој Flux OS, кој што е малку подобар за интеграција и полесен. Flux Nodes, тоа се практично самите нодови кои што во исто време го обезбедуваат и блокчейнот и да речем ја правато на компјутерачка моќ кој што е потребна. Zelcore станува збор за нивен личен новчаник кој што е направен така да може да инкорпорира 200 различни коини кои што практично вие ги инкорпорирате директно од блокчейнот. Значи е на некој начин мултифункционален новчаник, доста интересна работа, еден од најдобрите што сум го видел до сега, според тоа како изгледа. Наводно 200 различни блокчейни може да бидат инкорпорирани во еден новчаник, каде што сето тоа на пример е нели компатабилно со блокчейнот кој што е инкорпориран со овој новчаник на самиот Flux. Сега овдека Flux Drive мора да се спомне, станува збор за не компјутерачка моќ, туку меморија. Значи каде што имате hard disk, cloud hard disk, каде што може да зачувувате се што ви е потребно, и Flux Marketplace, каде што станува збор за, сега ќе ви покажам, има дури може да се купите и други нодови кои што ќе ги водите на самиот Flux. Значи Flux ви дозволува и за други блокчейни да водите нодови преку него. Сега, кога станува збор за самиот тип на блокчейн, односно Proof of Work, значи ова е страната која што ја искористивме за да видиме како изгледа моментално хешрейтот, дали е добар, дали се зголемува, знаете и сами дека на овој начин многу полесно може да видите дали еден проект расте кога станува збор за Proof of Work. Значи Proof of Work е како изгледа кога нешто расте, значи како каспа моментално, чисто да ви покажам која е разликата. Значи овдека кога ќе ставиме на 2 години, во последните 2 години, како изгледа моментално хешрейтот, односно колку мајнери се приклучуваат, така речено, на оваа мрежа. Значи, би ставил, да речем, и биткоин како едно од најдобрите кои што нема промаши, погледнете, значи се движи само нагоре, и каспа овдека гледаме дека има корекција, кој што е еден од подобрите во последно време, нормално, но кога станува збор за Flux, можеме да видиме, за жал, дека истиот не е нешто посебно популарен, и погледнете, генерално се наоѓа во даунтурн. Значи, на некој начин истиот стагнира уште од 2023 година, горе-доле со истиот хешрейт. Не можеме да кажеме дека другите нешто премногу се просперитетни, посебно кога станува збор за Proof of Work, затоа што знаете дека поради големата конзумција на струја истиот е доста непопуларен. Но да не биде, да бидеме реални, значи истиот и е практичен, значи станува збор за еден од најбезбедните консензус механизми, затоа истиот е доста користен. Само сакав да кажам дека немаме нешто премногу нови мајнери на мрежата, како што може видите и сами, но истиот се уште е активен и гледаме дека оприлика држи некоја стандардна количина на хешрейт во последните 2 години. Сега во однос на неговата апликација, повторно овде ќе разговараме малку, значи што се имаме на овој блокчейн, што можеме да го најдеме. Значи, ова е нивната страна на Flux Cloud, каде што можеме да видиме зашто може да се користи практично оваа процесирачка моќ, меѓу кои првото е нормално за лансирање на ваши апликации, кои што директно ќе бидат нормално водени на овој блокчейн со негова процесирачка моќ, за која што вие плаќате нормално. Потоа, WordPress, односно можете да ставите цела една страна на Flux како блокчейн. Значи, до сега успеав да видам само ICP и Flux се единствените блокчейни кои што можете целосно да водите една страна која што моментално ќе биде изградена на самиот блокчейн, како што кажавме во случајот на Flux и во случајот на
ICP. Flux Drive, кој што практично представува нормално децентрализирана меморија која што може да купите, и Marketplace, ова е интересна работа, каде што вие можете буквално еден цел нод да инсталирате или купите на самиот Flux блокчейн. Погледнете, Raven Node, Dogecoin Node, значи се тоа се блокчейни кои што верувам дека ви се познати, Kusama, тоа е на Polkadot, погледнете, Dash, Sushi, значи можете на било кој од овие, така речено, Alephium, исто така, Yearn Finance, на овие блокчейни да поставите нод на самиот Flux Cloud. Сега, во однос на тоа како изгледа моментално процесирачката моќ и што ќе ви биде потребно, значи на иста тоа Flux Cloud овде ќе имате калкулатор, односно, Digitrone, на кој што можете да пресметате во Flux колку ќе ви биде потребно за она што планирате да го работите. Значи овде ќе имате да си поставите се што ви е потребно во однос на компјутерачката моќ што ви е потребна, време, траење и така натаму, а овде ќе ви даде практично во сооднос на тоа, каков тип на RAM, колку cores и меморија, и нормално ќе ви даде колку би ве коштало сето ова во Flux токен. Според тоа нормално ќе може да видите и како ова би ви одговарало или не во однос на централизираните ентитети. Кога станува збор за децентрализирана, значи ова беше процесирачка моќ, ова е децентрализирана меморија. Значи еве како изгледа на дневно ниво, значи само за 50 центи вие можете да изнајмите 10 гига практично меморија, со тоа што пак сега овдека треба да направите собствен, да речам, акаунт за да можете да ги користите овие услуги нормално. Сега, тоа е околу неговите услуги. Значи, ова е што се неговите услуги, ако пак ќе напоменам. Ако сакате подлабоко, многу јасно, многу лесно, само отидете на Flux Cloud, само пишете Flux Cloud и ќе ви ја даде оваа страна, со тоа што пак на самиот почеток, значи секоја од овие услуги кои што ги гледавте овдека, без разлика дали станува збор за апликација, значи ви дава буквално начин како се тоа може да го направите. Сега верувам дека треба да бидете малку повеќе запознаени, да не заборавиме, значи ова е напреден програмерски дел, каде што лансирате одредена апликација или пак одредена страна, значи се овдека ви е ставено, само треба нормално, препоставам, да имате подобри знаења да може да го искористите се тоа. И овдека е нормално Flux Play, како што може да видите, има и игри кои што се изградени моментално на Flux. Тоа е во однос на што има како услуги. Сега, кој ги обезбедува овие услуги? Ова е и пак на некој начин доста блиску до самиот тип на блокчейн. Значи, како што кажеме, ова се нодовите кои што ја даваат својата компјутерачка моќ како за обезбедување на Flux мрежата, така и за овие услуги кои што ги видовте, кои што се исто така поврзани со компјутерачка моќ. Односно, моментално имаме 11.558 нодови на Flux, со тоа што истите се распространети во 3 различни типови на нодови, а тоа се Stratus, Nimbus и Cumulus. Сега, во однос на тоа каков тип на нод имате, значи овдека има и што ви е потребно, значи еве прилика како изгледа тоа. Значи за секој од овие нодови кои што потенцијално би сакале да го лансирате на Flux мрежата, значи прво ви се потребни количина на Flux, значи погледнете, за најмалиот нод потребна количина на Flux ви е 1000, а ова се конфигурацијата на, да речем, компјутерот кој што ви е потребен за да може да имате таков нод. За Nimbus 12500, за Stratus 40000, со ова се, пак ќе кажам, значи конфигурациите кои што ви се потребни. Сега, како да на некој начин инсталирате нодови, тоа ќе биде нормално поставено во самото, само да видам каде беше, да, еве. Значи, ова е за Flux нодовите, значи оваа страна ќе биде поставена во дескрипција на видеото, каде што детално се опишува како треба да инсталирате еден нод на Flux. Значи, еве, тоа е прво дел од нашите истражувања кои што ги користиме сега, со цел да собереме информација, потоа во следниот bull market, како што кажавме, ќе почнеме да ги користиме овие информации за најдобрите, најинтересните, да речам, нодови кои што нас ни се допаѓаат, да ги направиме како посебен дел од нашата програма и како посебен дел од нашата заедница на Малта. Значи, тоа дополнително ќе разговараме подосна. Сега пак ќе напоменам, значи овдека еве како изгледаат трите нодови, еве се конфигурациите. Исто така, значи ако отидете на Flux Nodes, на нивната страна може да најдете и видеа за тоа како се тоа може да се намести.
Значи пак нема да налегувам премногу, се тоа ќе ви биде двете страни, и оваа страна која што е така речено нивната главна страна за нодови, и оваа страна која што е на Википедија со се она што ви е потребно програмски за да може да направите сопствен нод, ќе биде ставени во дескрипција. Сега, понатаму ако продолжиме, само на економикс дали има, не, ова е веќе ќе го разговараме сега. Значи, понатаму ако продолжиме, еве како изгледа мапата, значи станува збор за доста нодови низ целиот свет, како што може видите и сами. Дури ако зумирате, може да видите и како изгледа моментално. За жал ние нодови немаме во Македонија, погледнете и сами. Нема ниту еден флакс нод во Македонија, жални Македонија. Битно татарите има 20. Срби има 18 и тоа гледате, може дури да видите кај се распространети. Повторно, значи, па ќе кажам ова, верувам и 16-те, ваму ли се, браво. Значи, оно што сакам да кажам е дека добро е да имаме нодови од различни, да речам, проекти, кои што нормално ќе ни помогнат диверзификација во однос на нодови и во однос на понатаму, нели, профит или потенцијална загуба, да не бидеме целосно фокусирани на еден или два. Значи, овде дека може да видите според тоа во која држава, каде се наоѓаат најголемиот дел од нодовите, повторно станува збор за голема количина нодови, 11.544. За жал, моментално овој блокчейн не е многу популарен според тоа што го видовме, но сега тука има уште една интересна работа. Значи, беше многу добра, да речам, поента поставена од страна на еден од нашите членови, Александар Раднаскела. Значи, многу е тешко да се види колку се користи оваа мрежа. Значи, ние можеме да видиме колку е моментално хешрейтот, односно колку имаме компјутерачка моќ, но многу е тешко да се види дали оваа услуга е користена. Затоа секоја чест на Раднаскела, ако може, доколку гледа ова видео, да ни остави во коментар или било кој друг, дали имате можеби некој инструмент, некоја страна, каде следите која, да речем, од овие апликации, без разлика дали е децентрализирана или централизирана, колку моментално луѓе користат. Значи, за жал, ја тоа не можев да го најдам, се обидував, затоа што знаете како, едно е што нудат, друго е колку тоа е користено. Овде ќе имаше добра поента кога станува збор за блокчейн и тоа беше за рендер. Каде што Александар успеа да најде начин да провери онлайн колку луѓе уствари го користат рендер наспроти, нели, централизираните провайдери на computing power. И пак, значи тоа беше принскрин, за жал не може да видам дали е тоа алатка или страна каде што тоа го проверил. Ако некој знае, ќе ве замолам, оставете во коментари, јас ги следам коментарите активно и ќе го користам за следните видеа да имаме ваков тип на алатка со која што ќе утврдиме дали се користи. Сега, ако останува збор за нодови, исто така можеме да видиме дека како прилика изгледа нивната распределба во однос со тоа во која категорија се од трите нодови. Значи гледаме дека нормално највеќе има од најефтивните, како што гледате и сами, со тоа што и овде има исто така малку поврзано со неговата токеномија во однос со тоа колку има флакс токени пуштени во употреба и уште колку се преостанати нормално од майнинг делот, со гледаме дека во прилика 1/5 од токените се уште се останати да бидат доделени како награда за Proof of Work, практично майнингот на овој блокчейн. Значи, тоа е добро, затоа што има само 1/4 од токените останати за пуштање во циркулација. И еве како изгледаат наградите. Значи, ова е како изгледа наградата на дневно, месечно, неделно и месечно ниво, во однос тоа каков тип на нод имате, колку би биле наградите, со тоа што овде ќе имате, нели, во основа и овде ќе имаш уште нешто додадена вредност, ако успеав да видам добро, само да видам каде беше тоа, еве овдека. Значи, имате основна вредност за тоа колку моментално добивате, погледнете, 7,5%, претпоставам тоа е количината на токени дополнително вади што ги добивате на годишно ниво, заедно со оваа додадена вредност, значи, гледам дека ова моментално е само за првиот нод, очигледно за другите ќе биде подоцна објавено ова како информација. Значи, повторно, верувам дека ова ќе биде многу попознато доколку влезете и почнете да се занимавате со самиот нод во детали, нема да налогуваме премногу. Ова е прилика, нели, колку ќе добивате на дневно, неделно и месечно, со колку треба да ставите како колатерал на самиот нод. Значи, некоја комбинација од Proof of Work со, нели, Proof of Stake, затоа што иначе за Proof of Work немате потреба да имате, нели, количина на токени заклучена. Во оваа ситуација тоа е некоја комбинација помеѓу двата, каде што потребно е и компјутер за майнинг и нормално одредена количина на токени заклучена на самиот нод. Во однос на roadmap,
еден од ретките кои што гледаме дека има активен roadmap, значи другите малку стагнираат според тоа што моментално го истражуваме, каде што гледаме дека значи поминале преку доста работи низ така речено самиот roadmap, гледаме дека и понатаму доста се развиваат, значи ова е така речено првата четвртина од 2025 година, каде што сега моментално сето ова трае. Сега нема да лугуваме премногу затоа што овдека треба да имаме конкретни апдети за кои што можеме да разговараме. Значи тоа е така речено потенцијално следното ниво за Flux, како и за сите останати блокчейни. За оние кои што сите очекуваат да речем второстепени видеа, тоа ќе го добиете во текот на bear маркетот во 2026 година, каде што повторно ќе почнеме од почеток да ги обработуваме сите коини и да нели обработуваме што е ново, што моментално успеале да надградат и така натаму, затоа и не се задржуваме премногу на roadmap моментално. Тоа ќе биде секогаш второстепено видео ако нема нешто конкретно да се каже во овој момент. Значи сега повеќе ќе се држиме на неговата основна пример. И кога станува збор за одлучување, значи овдека повторно станува збор за DAO, како и секој проект кој што е децентрализиран, каде што гледате и сами дека во однос на тоа колку токени Flux имате, толку практично имате и права да одлучувате. Значи ова е линк, тоест ова е многу лесно може да го најдете. XDAO App, значи ова е на самата нивна страна, каде што нели со коректирање на вашиот новчаник можете да учествувате како што може видите и сами во овие дискусии, во овие гласања за што понатаму со самиот Flux проект. Сега кога станува збор за GitHub commits, значи колку моментално е активен како проект, еве како изгледаат најголемите со 21.000, че ова е нормално на месечно ниво, 20.000 Cardano, 17.800 ICP и така натаму. Значи моментално Flux се наоѓа на некое 58 место, но со 1057 гледаме дека како блокчейн е активен, значи зборуваме има нови commits. Сега нормално ако продолжиме надолу ќе видиме дека има доста големи проекти, Trust, Torchain, потоа овдека Year Finance не е нешто посебно добар, не е малку Ocean Protocol кој што е дел нормално од ASI алијансата. Значи гледате има доста проекти кои што се Toncoin, Aave, Tron, кои што се под него, значи во однос на commits на месечно ниво, значи дека проектот е активен, кога станува збор за најосновната активност за нели програмирањето на самиот блокчейн. Кога станува збор за вести, реално немаме вести, значи стварно ја немам видено ништо посебно ново во однос на Flux. Ево го направив чисто за да видите, значи при пребарување највестите кои што успеаме да ги наоѓеме се најчесто предикции. Предикции како значи или пак основни објаснувања, така. Значи и тоа гледате, што септември 2024 година, значи буквално освен најосновните колку ќе порасне, каде може да го купите и каков тип на блокчейн што истиот представува најосновни. Јас не најдов ниту едно партнерство, не најдов ништо ново неам најдено за проектот во последниот период. Еве гледате и сами, значи најчесто дури не се ни за него, кој што може видите и сами овие вести. Значи ова е нешто сосема друго. Сега зошто е ова толку битно? Е исто CryptoPanic, погледнете. Значи кога бараме за Flux, вестите се доста стари. Значи погледнете, истите се пред 3 месеци предикција, ништо. Пред What's up with Flux, значи ова се некои генерални вести, нема ништо конкретно. Гледайте, пред 8 месеци, значи ништо, ова е само најосновни предикции и анализи на цената. Значи ништо. Значи дека немаме ништо посебно за овој проект. Еве и овдека на Cointelegraph, ако побараме на Flux, погледнете. Значи ниту една вест не е за Flux, а ние бараме за Flux, погледнете. Значи ако продолжите понатаму, ништо од ова не е конкретно за Flux. Така да вести реално нема, тоа е малку проблематично, затоа што пак ќе кажам, значи оние кои се активни проекти, постојано има некој ново партнерство, апгрейд, нешто се случува нормално и според тоа и луѓето објавуваат кога има некои вести. Кога сте сега малку имам проблем околу неговата алокација на токени. Тука имам мал проблем, односно вестинг периодот, vesting schedule, сега ќе кажеме зошто. Значи според ова што гледаме овдека, они само да им каде беа наградите, вака. Значи они треба да имаат моментално уште 101 милион Flux токени кои што треба да ги доделат за Proof of Work mining. Vesting schedule нема, значи овдека немаме vesting schedule, погледнете, нема за Flux ништо.
не само секунда, ќе го запишеме правилно. Има за некои други, за Flux нема. Дополнително, ако погледнеме во однос на токеномијата овдека, значи ево, Tokenomics исто и овдека не ни дава, значи нема нигде конкретно vesting schedule да видиме како ги доделуваат овие 101, така речено, милион. Повторно, станува збор за Proof of Work mining, но пак на некој начин треба да има vesting да видиме нели која е наградата, како моментално се доделуваат, како што имаме нели во Bitcoin и во останатите Proof of Work коини. За жал овдека јас не можев да најдем соодветен vesting schedule или пак распоред за награда или колку добива по блок и такви работи, не можев да најдем соодветни информации. Тоа е малку проблематично кога станува збор за market cap, станува збор за екстремно мал market cap. Значи 83 милиони е екстремно мал market cap. Во целата оваа ситуација, ова ние го рачунаме како микро кап, знаете и сами, се под 1 милиарда е буквално микро капови, а овие се под 100 милиони. Сега пак, значи со оглед на фактот дека претходниот bull market на вистина беа профитабилни и имаше огромен интерес за овој коин, за многу луѓе кои што се обидуваат да направат майнинг, да речем, нодови на овој коин. Но во овој bull market гледаме дека на вистина се во доста лошо состојба кога станува збор за вложување на средства во овој коин, а нормално дополнително овдека имаме и истата ситуација во однос на цена. Да, и значи овдека истото го потврдуваат дека станува збор за 382 од 440 милиони токени во употреба, само 1/4 од токените, тоест не е ни 1/4, туку се само 50. Значи помалку е во оваа ситуација, се колку ќе да опрликуше 20% од токените треба да бидат пуштени во, значи 1/5 треба да бидат пуштени во употреба, што е доста добро, но пак ќе напоменам, овдека имаме, чекај да видиме дали ова можеби е, ова не сум го забележал, и овдека гледајте. Значи нивната страна каде што треба ова да биде објавено, значи според CoinGecko, значи ево, ова е линкот, гледате дека едноставно не се отвара. Значи не можев да најдам нигде информации во однос на тоа како ги делуваат токените за нодовите. Тоа е негативно, да бидеме реални, значи кога зборуваме овакви работи мораме да бидеме свесни дека има и позитивни негативни работи. Кога станува збор за техничка анализа, како и останатите алткоини, за жал и Flux се наоѓа во даунтренд. Сега чисто конкретно како изгледаше претходно, анализа до претходно, каде што имавме оваа триаголна формација, каде што последниот пат разговаравме дека потенцијално ќе имаме што? Cup and handle формација и дека ова ќе продолжи нагоре се движи во следниот bull market. За жал, поради Black Swan настанот кој што се случи, ние имавме што? Имавме пад на цената надвор од оваа формација, што многу поретко се случува затоа што пак се наоѓаме во активен bull market. Она што успеавме да го најдеме според овие три точки, овој канал, во кој што гледаме дека цената се одби од долната граница на овој канал и верувам дека потенцијално, ако немаме уште поголемо ескалирање на овие Black Swan настани кои се случуваат, генерално макроекономски аспект, значи очекуваме дека ова ќе биде потенцијалното дно и од тука цената ќе продолжи да се движи нагоре. За сега не можеме нешто премногу да се посветиме на техничка анализа, затоа што не заборавајте дека се тоа моментално е крајно поврзано со глобалните и глобалните геополитички и макроекономски појави кои што ги диктираат промените на пазарот. Во спротивно на сето тоа гледаме дека се наоѓа на апсолутно најниска вредност која што некогаш се наоѓала оваа цена и овој проект. Погледнете, сток RSI на апсолутна нула, RSI на 36, значи MACD се наоѓа на минус 55, најчесто знаете дека околу минус 60, веќе имаме промена на трендот, што историски сме виделе највеќе во најголем дел од случаевите. Значи станува збор за екстремно ниска вредност на индикаторите на овој, значи измивам душто малку сум уморен, на овој блокчейн. Значи поради ова можеме да кажеме дека неговата техничка анализа е одлична, доколку некој сака малку повеќе да ризикува во оваа ситуација, но повторно нели секој од нас мора сам да ги сноси овие одлуки како нели своја одлука, свој ризик. Исто така кога станува збор за девелопери, за Flux немаме информации. Значи има за Conflux кој што не е истиот проект, за Flux немаме информации за активни девелопери, што е дел од токеномијата нормално. Значи тоа е негативно, значи во однос на сето оно што моментално можеме да го видиме, каде е најголемиот проблем? Тоа што немаме информации за тоа како точно се распределуваат наградите во однос со Proof of Work блокчейнот, немаме да речем јасна слика во однос на девелопери, исто така во однос на 100 најбогати новчаници, погледнете. Значи овде ќе имаме исто така еден мал проблем. Сега зошто ме буни ова, погледнете. Зошто јас барав да видам
vesting schedule и така, токеномија, нешто такво. Значи, ние имаме ситуација во која што, погледате, значи, само уште 15% од токените останати да бидат распределени. Проблемот е што, според оваа страна, која што ги следи нели 100 најбогати новчаници, 352 милиони од овие токени се наоѓаат на еден новчаник. Сега, верувам дека ова е потенцијално новчаникот кој што е групен новчаник за сите оние токени кои што се депонирани со цел да може да правите мајнинг. Верувам дека е тоа. Не можам да разберам што друго би било. Значи, овие токени кои што ги депонирате за да правите мајнинг, а истите моментално ги имаме, како што видовме овдека, околу 11.544, верувам дека тоа би било единственото објаснување кој што јас можам да си го дадам, дека има логика да имаме 80% од купната количина на токени на еден новчаник. Ова е крајно негативно. Крајно негативно. И нема објаснување. Кој е овој новчаник, нигде не успеав да најдам како ова е постигнато, пак ќе кажам, верувам дека е така постигнато. Валјда овие токени кои што ги ставаат луѓето на заклучување, со цел да имаат свој нод, се ставени сите на еден новчаник. Друго објаснување јас не гледам. Еве, дури направив истражување да видам дали потенцијално ова е како TVL, Total Value Locked, како кога имаме на стейкинг проектите, нели кога ги ставаат како стейк, мада знаеме дека ова не е стейк кога станува збор за овој проект, затоа што е Proof of Work, но јас овдека не можев да го најдам. Значи, го парав, евентуално викам да не случајно го видам овде, да не е ова некој тип на као заклучување како стейк, па да се рачуна како TVL, јас овдека не гледам нигде Flux. Истото го направив и на CoinGecko, каде што ги поставив нели најголемите проекти според TVL. Истата ситуација Flux го нема нигде. Значи, проверив овдека да видам да не се овие токени ставени како некоја вредност од Total Value Locked. Flux го нема нигде. Така да, според ова што моментално можеме да го видиме, тоа се негативни работи кои што ги имаме за овој проект. И нормално за крај имаат свој Explorer, затоа што е самиот посеб, како што кажевме, блокчейн, многу едноставно, home.run.flux.com/explorer. Само пишете Flux Explorer, ќе ви го даде ова како страна. Да видиме дали сме покрили се, ќе објасниме кои се неговите апликации, кои се неговите конкуренти. Roadmap, само на кратко спомнавме, ова ќе биде вработено во потенцијално второ видео, како и сите останати коини, каде што ќе разговараме за нивниот развој. Техничка анализа направивме, за жал истата е, па би рекол, позитивна ако имате, да речем, апетит за ризик, но генерално негативна во однос на остатокот од целата сфера. Вести немаме нешто посебно, партнерства, како што немаме вести, нема ни партнерства. Добро е тоа што не е поврзано со кривични и судски случаи, според тоа што успеав да го видам, немаше такво нешто. Ако имало, верувајте ми, тоа се првите вести кои што ќе испаднат, кога пребарувате, во однос на токеномија објасниме Proof of Work блокчейн, каков тип на залиха, за жал токеномијата не е толку добра за да можеме да го објасниме сето тоа, значи затоа и не можеме да ги одговориме овие прашања. Ако имате повеќе информации, ќе ве замолам објавете ги во чат, во коментар, за да може оние кои што гледаат ова видео потенцијално да ги најдат. Исто активни девелопери немаше, децентрализираност не би рекол затоа што 80% од токените се наоѓаат на еден новчаник. Тоа е се за денеска, како што кажавме, очекувајте во текот на така речено утрешниот ден да добиете видео за Супра, а нормално продолжуваме понатаму со викендот, сабота, недела лайвстрим и понеделник продолжуваме со Аркам, кој што за жал ќе мораме да го презакажеме за понеделник, со тоа и да завршиме оваа Altcoin недела. Надевам уживавте нормално и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.